се чини дека мора да ги има вака повеќе контролори на тоа што се прави, затоа што се соочивме со тоа дека планерите многу често се нечесни. Во смисла, напишат дека постапиле по забелешките, не постапиле по забелешките. И ние како детективи проверуваме и викаме не постапил, излажал. Не знам што да им напишеме на крај. Се ова е вака баш директно искуство. Тие имаат свое оправдување. Не би кажала дека сите планери се од нечесни побуди. Едноставно и тие немаат време. На еден планер во една фирма им се дадени 10 плана за центар. Па тој не знам што да е, па уште 50 плана прави за цела Македонија. Требаат нови фирми и многу млади луѓе. Оптимиста сум дека Скопје има шанси, на вистина и многу ми се допадна насловот и цела оваа сега кампања, од причина што благодарејќи на професор Стефанка Хаџипејцова е тука, што ме вклучи во неколку студии кои беа вон моите познавања и полена работа, меѓутоа студии кои му даваат шанса на Скопје, а тоа е, само пратев за студијата за озеленување и пошумување, потоа бе вклучена во студијата за зелени коридори Лепенец и Серава, и сега она што беше исмеано многу учествува во изработката на апликацијата за Скопје за зелен град. На сите им се виде многу смешно после овие како беше загадено во тој период и колку се узурпира зеленила, меѓутоа тие ми дадоа увид во некои материјали и податоци и бевме и на терен дека на вистина Скопје се уште има шанса. Само ако имаме добра визија, направиме добра стратегија, ги препознаеме тоа што е квалитет и можности во Скопје, капацитетите на Скопје, јас верувам дека уште може.